Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Од денешните настани издвојуваме. Градинките и училиштата во Тетово ги следат препораките на Министерството за здравство. Советот на општина Тетово го усвои дополнувањето на правилникот за начинот и условите за паркирање во градот. Лице в лице, единственото улично списание во земјава, од денеска е во продажба и во Тетово. По појава на првиот заразен од коронавирусот, градинките и училиштата преземаат превентивни мерки кои се дел од препораките на Министерството за здравство. Во сите објекти на детската градинка Младост Тетово се преземаат конкретни чекори во поглед на превенција и заштита од вирусни заболувања. Просториите се дезинфецираат, а има поголема контрола за влез и излез од градинките, каде во овој период и на сезонскиот грип е намален бројот на деца. По ова што се покажа вчера дека веќе имаме лице кое е заболено од коронавирус, потхитно е побарано дезинфекција, дератизација на градинките на сите објекти. Засилени са мерките родителите никако да не влагаат внатре во занимални, бидејќи да се одржи хигиената на максимум. Другото, све тече како нормално, бидејќи ние тука редовно си чистиме и имаме средства. Од секторот за јавни дејности при општина Тетово велат дека се земаат во предвид сите чекори во поглед на заштита на учениците од овие заболувања. Веднаш ние во училиштава ги преземаме сите оние мерки и сите препораки што ни доаѓаат од централната власт, од владата на Република Македонија, веднаш се почитуваат дословно. Од денешен ден се одржуваат и екстра едукативни часови, тоа се одржува и минатата недела и порано, но денеска веќе пошто имаме во државата еден случај на коронавирус, се одржуваат едукативни часови за да учениците бидат запознаени со вирусот, мерките како да се заштитат од тоа и сите оние мерки што ни доаѓаат од централната власт дословно се почитуваат. И бројката на ученици во тетовските училишта кои посетуваат настави за минативе неколку недели поради пикот на сезонскиот грип е намалена. Исплашени од ширење на коронавирусот, гостиварци ги празнат рафтовите во маркетите и аптеките. Фармацевтите во Гостивар потврдија дека побарувачката на гелови за дезинфицирање деновиве е многу зголемена. Меѓу граѓаните владее страф и паника од ширење на коронавирусот. Вчера беше потврден првиот случај на заболен во Македонија, 50-годишна жена која престојувала во Италија. Надлежните повикаа на смиреност и препорачаа да се следат општите мерки на заштита. Но граѓаните ги празнат рафтовите во маркетите, прават залихи на храна, а навалија и во аптеките по средства за дезинфекција. Фармацевтите во Гостивар потврдија дека побарувачката на гелови за дезинфицирање е толку зголемена, што не може да се постигне да се обезбеди за сите. Побарувачката е зголемена со тоа што значи да се земе во предвид тоа што има значи гелови стигаат во текот на денот, не само кај нас, во сите аптеки стигаат, со тоа што значи треба малце народот малце да се значи да има во обзир тоа дека има за сите, да не прават количини дома затоа што таа количина што ја прават дома нема за другите. Еве пример сме имале случаеви и вчера и денеска, значи барат 8-10 парчиња кои што не може да ги потроши во текот на денот. Нека си зема, пошто постепено стигат, пошто толку може да се постигне со производство, за да може сите да имат. А има ли доволно средства за дезинфекција? Во моментот нема. Нема по магазини кај што правиме нарачки, нема средства за дезинфекција на раце, а им понудуваме од алкохол 70%, тој што е комбиниран со ацид и борици. Тој може да се користи за дезинфекција на кожа. Ако немаат средства за дезинфекција, граѓаните редовно и темелно да ги мијат рацете со сапун, советуваат фармацевтите. Здравствените власти препорачаа училиштата да ги одложат екскурзиите во подрачјата каде што има коронавирус. Во општите мерки за заштита спаѓаат избегнување на контакти со болни, покривање на носот и устата при кашлање и кивање, внимателност и голема хигиена при подготовка на храна и контакт со животни, со оглед дека вирусот може да се пренесе и преку нив.
Инаку, инфективното одделение во Гостивар е едно од трите во земјава со посебна просторија за изолација за следење на евентуален сомнителен случај на корона. Советот на општина Тетово го усвои дополнувањето на правилникот за начинот и условите на паркирање во градот. Со потврда од мнозинството на тетовските советници ќе се промени работното време на зонското паркирање, зависно дали е зимски или летен период. Од 1 мај до 30 септември паркирањето на зонските паркинг места ќе се наплатува од 7 до 23 часот во работните денови, додека од 7 до 14 часот во сабота. Во зимскиот период паркинг ќе се наплатува од 7 до 21 часот во работните денови, додека од 7 до 14 часот во сабота. Бесплатно паркирање останува во недела и на државни празници. Советниците од опозицијата излегоа со предлог кој не најде на поддршка кај мнозинството советници за изедначување на работното време до 21 часот преку цела година. Не се гласа по логика, туку се гласа по партиски и не се гласа во интерес на граѓаните. Тоа е нашиот проблем тука. На денешната седница на Советот беше изгласана одлуката за одобрување финансиски средства во висина од 2,5 милиони денари во проектот за рехабилитација на локалниот пат од село Сушички мост до депонијата Русино, трета фаза, во која покрај полошките општини и Бирото за регионален развој ќе обезбеди 16 милиони 900 илјади денари. Значи, во врска со средствата, тие веќе се договориле градоначалниците на општините од реонот на Полок. Значи, и секоја општина во зависност од големината ќе одвои и средствата. На дневниот ред на денешната 29-та седница на Советот на општина Тетово се најдоа и точки околу работата и финансиското работење, како и планови за работа на повеќе институции. Беше поддржана и предлог одлуката за формирање локален совет за превенција од ненасилен екстремизам во општина Тетово. Уличното списание Лице в лице, кој е единствено од ваков вид во Македонија, од денеска е во продажба и во Тетово. Денеска беше промовиран 39-тиот број на списанието со тематика Животна средина. Тетовци од денеска имаат можност да го купат уличното списание Лице в лице. Ова активност која е дел од иницијативата Лице в лице со граѓаните, платформа за одржлив развој во чии рамки излегува и списанието, задвижува кампањи за јакнење на свеста за повеќе теми кои се важни за граѓаните, а кои се во насока на поддршка на пристапниот процес на земјава кон Европската унија. Колку е важно ова движење? Значи, уличниот печат представува значаен фактор во развојот на социјалната економија, заради тоа што дава шанса на лица кои што се потешко вработливи да се интегрираат на пазарот на труд, во исто време да се засилуваат и економски и социјално. Она што го зборуваше и филмот наш за Оскаровец, мислам номиниран за Оскар Медена земја, тоа е она што го промовира и социјалната економија, тоа е тоа половина. Тоа е она што ни е потребно за да се направи балансот во однос на искористување на природните ресурси, меѓутоа и балансот во развојот на економијата, балансот кој што треба да го постигнеме сите ние како индивидуалци. Лице в лице е единствено улично списание кај нас и едно од пионерските социјални предпријатија во земјава, кое овозможува работна интеграција на потешко вработливи сограѓани. Списанието чини 100 денари, од кои половина е заработка за продавачот. Јас сум Муамет Осејни, живеам у Теарце, јас сум 16 години, ова е мојата шанса да ги работам. За овој дел е за лице в лице кој што стартира денеска и ова е моја шанса да ги работам и да зедам неколку пари. Списанието излегува уште во други 6 градови во земјава. На денешната промоција во Тетово беше представен 39-тиот број на списанието, овој пат со тематика Животна средина. Гостиварскиот Црвен крст заедно со планинарското друштво Шари организираше крводарителна акција. Дарувајте крв да спасите човечки живот, апелираа планинарите. Планинарскиот водич Исмет Шурбан од Гостивар досега дарувал крв 25 пати. Тој беше еден од 20-тината планинари кои денес се вклучија во крводарителната акција, што ја организираше Гостиварскиот Црвен крст заедно со планинарското друштво Шари. За Исмет, дарувањето на крв е нешто свето, кое секој хуман здрав човек треба да го прави.
Така, ние сме крводарители како друштво, редовно во трансфузија во болницата на Гостивар. Ова ми е 25-ти пат денеска што дарувам крв. И апелирам до сите да даруваат крв, да се спаси еден живот. Бидејќи ова не е ништо, да даруваш крв е нешто света, убава работа, мене ме прави среќен денеска што сум тука. Има 13 члена денеска од друштвото дадовме крв. Тоа е толку. Апелирам до сите да даруваат крв. Планинарите, нашиот председател Керим Абази вика дека планинарите имаат најчиста крв, бидејќи се движиме во височините, и апелирам до нашите колеги планинари да даруваат крв. Членовите на Планинарско друштво Шари, тие се редовни крводарители, кога секоја година тие по 4 пати дават крв, како најхуманите луѓе во нашиот град. Општинската организација на Црвениот крст Гостивар и Планинарското друштво Шари ја продлабочија соработката со потпишување на меморандум. Во иднина, при потреба од спасувачки акции на подрачјето, ќе се вклучуваат и членовите на ова планинарско друштво. Денешната крводарителна акција се спроведе во соработка со службата за трансфузиологија на Гостиварската болница. Пресконференција на Комисијата за економија на ДПА на обраќањето ги потенцираа нивните приоритети во однос на развојот на економијата и повисокиот економски стандард на албанските граѓани. Едно од политичките барања на Албанската демократска партија е одлучување да биде целосно консензуално и распределбата на државниот буџет да се направи на фер и пропорционален начин и да се насочуваат странските инвестиции пропорционално во сите населени места на државата. Прашањата за распределбата на државниот буџет за албанците и ориентација на странските инвеститори да имаат моќ да го потпишат највисокиот албански службеник кој треба да биде вице-премиер. Еден од нашите приоритети како ДПА е да го насочи странските инвеститори кон албанските населби, отворање нови работни места, отворање нови економски зони во албанските области, функционирање на тековните слободни економски зони. Давајќи им приоритет на странските инвеститори, ДПА максимално е посветена да ги избегнува да не ги избегнува локалните инвеститори, така што за ова ДПА приоритет ќе биде развојот на домашните предпријатија, особено малите и средните предпријатија, што во тек на изготвување на нов закон за помош на малите и средни предпријатија, каде што ДПА активно учествува. Ние како една од првите албански партии во државата гарантираме дека со реализација на нашите економски план дупло ќе се зголеми економскиот бизнес стандард на ниво на цела држава, особено во албанските национални места. Пронајден кокаин кај 22 годишник од Мала Речица, физички напад на улица Илинденска во Тетово. Следува билтенот на секторот за внатрешни работи Тетово. Ноќеска 20 на минути по полноќ во Тетовски Пирок, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 22 годишникот Тетовска Мала Речица, затоа што при негов и преглед на возилото Volkswagen Golf со тетовски регистарски ознаки, во кое се превезувал со уште 3 други лица од Голема Речица и Камењане, бил пронајден кокаин. Тој е задржан во полициската станица Тетово и по целосното расчистување и документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Ноќеска исто така околу полноќ на улица Илинденска во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 23 годишен тетовец. При негов преглед пронајдени му се марихуана и ризла, пошто тој бил задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. Во 2 часот и 10 минути пак 51 годишникот Тетовско долно Палчиште во СВР Тетово пријавил дека околу 1 часот и 30 минути додека престојувал во казино на улица Илинденска во Тетово, физички го нападнал 43 годишникот Тетово, кој со остар предмет му нанел убодна рана во левата рака. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на овој случај. Вчера во 18 часот и 40 минути 34 и 29 годишникот Тетово во СВР Тетово пријавиле дека на улица Видое Смилевски Бато половина час пред тоа физички биле нападнати од сопственик на кафетерија и од 44 годишникот Тетово, кои во нападот користели и тврди предмети.
Во меѓусебната тепачка, поради недоразбирање околу паркирање на возило, едно лице се здобило со тешки, а едно со полесни телесни повреди. Се работи на целосно расчистување и документирање на случајот. Вчера пак во 20 часот и 40 минути, 45 годишен жител на Тетово во СВР пријавил дека на спортско игралиште во Тетовско основно училиште неговата малолетна ќерка физички била нападната, исто така од малолетник, ученик во тоа училиште. Се расчистува и документира случајот. Тетово ќе има два представници во полуфиналето на машкиот одбојкарски куп на Македонија, откако Лирија и Универзитет Тетово ги елиминираа своите противници во четвртфиналето. Екипата на Универзитет Тетово и се придружи на Лирија во полуфиналето од машкиот одбојкарски куп на Македонија. Тетовските одбојкари и по втор пат со максимални 3:0 беа поуспешни од Угада Штип. Најнеизвестно беше во првиот сет кој го доби Универзитет Тетово со 25:23. Во наредните два сета тетовци беа убедливи и на противникот му дозволија да освои 13, односно 15 поени. Универзитет Тетово и Лирија сега ќе ја очекуваат ждрепката која треба да ја изврши Одбојкарската федерација на Македонија. Капитенот на Универзитет Тетово Хамза Весели ја посакува токму Лирија за противник во полуфиналето, но ја најавува можноста, доколку успеат да се пласираат во финалето, тоа да се одигра пред тетовската публика. Ние сме доволно задоволни од тоа што сме спремни и добивме добар резултат, очекуван резултат. И сега се надевамо на полесниот противник Лирија да ни паѓа на полуфинале, но ние сме спремни за двата други тима против Струмица и Вардар. Сега ќе работиме малце повеќе, малце по-сериозно и се надевамо на позитивни резултати. Дали доколку се пласирате во финале, имате амбиции финалниот натпревар да го одиграте на домашен терен во Тетово, например во оваа сала во универзитет? Да, тоа е планирано, само ќе видиме дали ќе не подржи Одбојкарска федерација на Македонија. Освен Лирија и Универзитет Тетово, пласман во полуфиналето обезбеди и Џио Струмица. Последниот патник ќе биде познат откако ќе се одигра ремаш надпреварот помеѓу Вардар и Весна Пробиштип, на кој скопската екипа има предност од 3:0 од првиот надпревар. Вчерашниот ветер буквално ја соголи административната зграда на МЕПСО. Голем дел од фасадата се најде на земја. При тоа, откорнатите парчиња стиропор оштетија неколку службени возила, откорнати се десетина клима уреди. Нашите екипи се цела ноќ на објектот, собираме информации каде се е оштетена фасадата, можете да видите дека има делови кои без ветер секој момент може да се урнат. Правиме увид и на штетите кои евентуално настанале на покривот од зградата. Целиот овој простор, зафатен од рушевините, го обезбедивме, а полицијата направи записник. Од безбедносни причини го ограничивме и движењето, а осигурителните компании и стручните лица вршат проценка на настанатата штета, така што е прерано да говориме со бројки. Поради повеќе наследени состојби и пропусти во изведбата, донесена е одлука за спроведување на внатрешна ревизија која треба да утврди фактичка состојба во однос на активностите превземени од страна на изведувачот и согласно склучениот договор во 2013 година.
Овде е крајот на регионалните вести. Останете со програмата на телевизија Кисиме Нада. Пријатно!